надлежното земјиште на подграчено во општина Битола за 2016 година, и тоа прилог 1, активности за уредување на инфраструктурата во градски населби во општина Битола, и прилог 2, активности за уредување на инфраструктурата во рурални населби во општина Битола, и се направи споредба на оваа програма. Овие прилози од оваа програма, 1 и 2 за 2015 година, ќе се види дека во руралните населби буквално не е ништо направено и едноставно се е исто како што било во 2015, така ќе види во 2016. Истото важи и за градските населби, значи како што било предвидено за 2015, ништо не е гимнато или многу малку е направено од страна на власта на ВМРО ДПМН. Имено во прилог 1 од оваа програма може да се види дека има само 14 улици за кои што е изготвена проектна документација. И ако се знае дека од овие 14 улици за кои е изготвена проектна документација, 11 воопшто не се гибнати во 2015 година, а биле предвидени за 2015 година, и ако се знае дека од овие 14 улици само во 3 нешто е направено, тогаш со право Битолчани констатираат и велат дека ВМРО ДПМН воопшто не се грижи за Битол. Во Советот овде, пред неколку месеци, беа граѓаните на Кузман Шапкалев присутни тука и побараа од нас како Совет да му помогнеме со тоа што ќе му препорачаме на службите во општината да му решат нивниот проблем, да постават канализација, осветлување и да се реновира коловозот. Тогаш, господинот Шаклевски од името на ВМРО ДПМН му вети дека ќе се реши нивниот проблем, па сега ве прашувам вас, советниците од ВМРО ДПМН, за кои што Шаклевски во ваше име му вети, да ми кажете докаде е ситуацијата со улицата Кузман Шапкалев. Исто така, жителите на улицата Питу Гули се жалат дека имаат канализација од Турско, се жалат дека имаат стар водовод и се жалат дека нивниот водовод и канализација воопшто не функционираат или функционираат многу тежно. Од прилогот 1 на оваа програма за уредување на градежно земјиште може да се види дека улицата Питу Гули, која што се наоѓа во центарот на Битола, за таа улица нема ниту изготвено проектна документација, ниту па има нарачка да се изготви проектна документација. За Скопје 2014 се дават 630 милиони евра за разни глупости, а за центарот на Битола нема пари да се постави водовод и канализација. И за крај, ако во оваа програма, во прилог 1, во програмата за уредување на градежно земјиште, има само 14 улици за кои што е изготвена проектна документација, сакам да ве прашам вас, советниците од ВМРО ДПМН, како верни подржувачи на Талевски и како верни негови бранители, како планирате да го реализирате ветувањето ваше на ВМРО ДПМН и на Талевски за реновирање на 100 улици, проект кој што вие го ветите? Благодарам.